Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во рамки на предизборните активности, коалицијата предводена од СДСМ одржа митинг во Кочани. При тоа на присутните им се обратија кандидатот за градоначалник Николчо Илиев и носителот на листата за советници Томе Солевски, а зборуваше и председателот на партијата Зоран Заев. Време е за промени во локалната власт за да се реализира нова визија за поинакво, посовремено и европско Кочани, во кое општината ќе биде отворена за сите граѓани. Пред нас стојат многу проекти што треба да се реализираат за да се овозможи подобар живот за сите, беше речено на митингот на коалицијата предводена од СДСМ, што се одржа на платото во трговскиот центар. Со огномен и аплауз пред присутните членови, симпатизери и други граѓани беше представена листата за советници на општина Кочани, при што носителот Томе Солевски порача дека завршува периодот на расипничко трошење на парите на граѓаните за непродуктивни цели. 8,5 години парите собрани од вас, од граѓаните, локалната власт ги трошеше како што сака. На прво место се става себе си и своите семејства. Си вработува снај, керки, зетовци. Местеа тендери за братучеди и делија со пријатели. Дури нивните со партици го кажуваат тоа. Епа, готово е! Заврши нивната ера за проневера. Нова ера не ни треба! Пред присутните на митингот, кандидатот за градоначалник Николчо Илиев најави дел од проектите што ќе имаат приоритет во наредниот 4-годишен мандат. При тоа ги потенцираше гасификацијата, развојот на локалната економија, решавањето на сообраќајниот хаос, поголемото внимание за земјоделците, простор за лицата со посебни потреби, патики за велосипедистите, поддршка на спортот и културата и враќање на епитетот најчист град. Доста со тоа користолюбие и себелюбие. Доста со нееднаквиот пристап. Доста со притисоци и мобинг. Да ставиме крај на своеволното трошење на парите собрани од сите нас. Да се ослободиме од партиските стеги. Тоа што не сум политичар не го сметам за хендикеп. Затоа што на општината им треба искрен и честен менаџер. Размислувам за проекти и дрегнувам резултати. Локалната средина ја гледам како едно големо семејство, во кое секој е подеднакво важен. Предност ќе имаат знаењето и квалитетот, професионалноста и непристрасноста во работата. Сега е вистински момент да поставиме нови стандарди во работењето и живењето во нашата општина. На митингот зборуваше и председателот на СДСМ Зоран Заев, кој ги представи досегашните реализирани мерки на државно ниво, меѓу кои минималната плата од 12.000 денари, укинувањето на екстерното образование, укинувањето на радиодифузната такса, поевтинувањето на електричната енергија, исплатата на субвенциите на земјоделците. При тоа тој порача дека нова ера не се прави со старонови кадри за градоначалници, што ги нуди ВМРО ДПМН. Вечерва имам добри вести за Кочани. Николчо Илиев Коле ќе биде новиот градоначалник на општина Кочани. И еве вечерва ќе кажам една тајна. Нашите анкети покажа, без никакви дилеми, Николчо е најпосакуваниот кандидат за градоначалник од сите кандидати во цела Македонија. Во цела Македонија. Мудро биравме какви кандидати ќе испорачаме. И еве кандидатите се нафатија. Зошто? Заради тоа што се што имат во градите е љубовта кон нивното Кочани. Јас знам дека заедно овие прекрасни луѓе од Советот, на чело со градоначалникот Николчо Илиев, ќе ја направат Кочани една од најдобрите општини во Македонија, ако не и најдобрата во државата.
На крајот од обраќањето, Заев ги повика граѓаните да и помогнат на Македонија да излезе од кризата во која длабоко е навлезена, со тоа што на 15 октомври ќе излезат масовно на избори и ќе го дадат својот глас за градоначалнички мандат на Николчо Илиев и на листата за советници од коалицијата предводена од СДСМ. Коалицијата предводена од СДСМ одржа митинг и во Виница, каде пред граѓаните зборуваа кандидатот за градоначалник и носителот на листата за советници. При тоа беа представени проектите што се нудат во предизборната програма за оваа општина. Митингот на коалицијата што ја предводи СДСМ, што се одржа на плоштадот Ангел Винички, собра голем број партиски членови, симпатизери и граѓани, кои дојдоа да слушнат што им нудат кандидатите за градоначалники и за советници на општина Виница. Беше критикувано досегашното работење на локалната власт, која на граѓаните им оставила неизградени и раскопани улици, недостиг на чиста вода за пиење и напуштени домови од страна на младите кои заминале во странство. Според кандидатот за градоначалник Ивица Димитров, време е да се реализираат вистинските проекти што треба да донесат подобар живот за сите. Изградба на покриен градски пазар ќе се гради на местото на постојниот пазар, со што ќе се надмине хаосот што владее во продажбата на земјоделски и прехранбени производи. Друг клучен капитален проект што новата локална власт ќе го реализира е изградба на акумулација брана на река Сушица, со што ќе се возможи наводнување на дополнителни 400 хектари обработливо земјиште, а воедно ќе обезбеди и заштита од поплави во периоди на обилни врнежи. Новата локална власт во наредниот период ќе изгради булевар на влезот во Виница од Горица до бензинската пумпа на Мак Петрол. Со изградбата на булеварот ќе се решат проблемите во возилата, пешаците и атмосферската вода која и денес видовме дека ја имаше. Димитров вети намалување на цената на водата, на ѓубрарината и на другите комунални давачки до 30%, како и обезбедување бунари за водоснабдување во сите населени места во општината и замена на постојната водоводна инсталација. Пред граѓаните на Виница зборуваше и носителот на листата за советници Митко Илиевски, кој го критикуваше работењето на досегашната власт. 8 години имавме локална власт, која што сакаше само да се шета по светот, а не да ги решава проблемите на граѓаните. За 8 години, почитувани граѓани, долгот на општината достигна висина до фантастични 2 милиона евра. Ова раситништво мора да престане. Мора да им кажеме доста, да не дозволиме нашата општина да ја вратат пред нашата ера. Почитувани граѓани, овие луѓе зад мене и јас, заедно со идниот градоначалник на Виница Ивица Димитров, ви нудиме нова локална власт. Локална власт која што ќе се грижи за потребите на сите граѓани. На митингот во Виница зборуваше и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој потенцираше дека проектите што се нудат во предизборната програма на кандидатот за градоначалник Ивица Димитров ја имаат неговата целосна поддршка. При тоа истакна дека со нивната реализација, општината, па и регионот ќе станат достоинствено место за живење. Две пресконференции во 2 дена организираше кандидатот за градоначалник на Кочани од ВМРО ДПМН Радко Димитровски, при што на едната се осварна на проектот за изградба на браната Речани, а на другата го критикуваше работењето во Центарот за социјални работи. Почетните активности за браната Речани започнаа во изминатиот мандат, а комплетната реализација на овој капитален објект е планирана за периодот што следува, рече на пресконференцијата што кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Радко Димитровски ја одржа во саботата на локацијата каде треба да никне акумулацијата. При тоа додаде дека е пробиен и асфалтиран пристапниот пат, а во меѓувреме бил избран и изведувач кој требало да започне со изградбата на круната за самата брана. Со завршувањето на изградбата на браната Речани ќе заживее и овој дел од нашиот прекрасен реон, што би придонел за развој на спортот, рекреацијата и на планинскиот туризам во Кочани. Ние продолжуваме, не се откажуваме од реализацијата на проектот. Сакаме да ја видиме браната изградена. Браната Речани
чија вкупна вредност е околу 36 милиони евра и треба да биде завршена до 2021 година. Со моменталната ненародна влада, проектот е запрен. Активностите на терен се видливи само во патот, а на Кочанчани овој проект е од големо значење. Ние, по толкав труд, продолжуваме со активности. Нека им е јасно дека ќе мораат и тие. На пресконференцијата пак, што се одржа пладнето во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Димитровски го критикуваше работењето на Центарот за социјални работи, обвинувајќи за негова партизација и ангажирање во предизборни цели. На ден 3.10.2017 година Центарот за социјални работи од Кочани и веде директора Сонја Андоновска, заедно со вработена од Центарот, нејзина сопартијка, за време на работното време, користејќи ја својата функција, вршеше агитација во населба Оризари и Ромско Мало, улица Стамен Манов и Полацки пат, кај семејства од ранлива категорија на кои им е прекинато правото на парична социјална помош според Законот за социјална заштита. На ден 6.10.2017 година Центарот за социјални работи работи како мини партиски штаб, така да по завршувањето на работното време за членовите на СДС по партиска наредба било организирано издавање на решенија за туѓа нега заради пријавување на болни и изнемоштени гласачи. Во обраќањето до јавноста, Димитровски обвини за мобинг во Центарот за социјални работи, преку неосновани преместувања, распоредувања и дека се врши секојдневно шиканирање на одделни вработени. Решавањето на сообраќајниот хаос во Кочани е еден од главните приоритети на новата локална власт, зашто имаме современи и функционални решенија, беше речено на пресконференцијата на коалицијата предводена од СДСМ. Кандидатот за градоначалник од оваа коалиција, Николчо Илиев, ги повика граѓаните да гласаат слободно и без притисоци. Актуелниот сообраќаен режим е нефункционален, бавен, а на неколку места закочен и блокиран. Гласот на граѓаните на Кочани воопшто не се слуша, а проблемите се ставаат под тепих, поради што секојдневни се гужвите во сообраќајот, беше речено на пресконференцијата што ја организираше листата за советници предводена од коалицијата на СДСМ. Ваквата состојба директно е предизвикана од решението на Радко Димитровски за воведување на еднонасочен режим на сообраќај, без при тоа да се направи студија и сериозна анализа. Граѓаните со право прашуваат дали локалната самоуправа презема мерки за надминување на овој хаос. Одговорот е да. Во изминатиот 8-годишен период Радко Димитровски во 2 наврати спроведе набавка на луксузно патничко возило марка Volkswagen Passat во вредност од близу 30.000 евра, со што обезбеди поголем комодитет во неговите патувања, а сето тоа од парите на граѓаните. Почитувани сограѓани, на ова место веќе требаше да биде во изградба кружен тек. Граѓаните на одржаните форумски сесии, помогнати од швајцарската амбасада, го одбраа тоа за нивен приоритет. За жал, поради ниските капацитети на раководните луѓе во општината, предводени од Радко Димитровски, изградбата се уште не е отпочната. Алексов рече дека новата локална власт, посветено и со план, ќе се вклучи во регулирањето на сообраќајот со изградба на кружни текови, катни гаражи и мостови, како и изградба на улици. На пресконференцијата зборуваше и кандидатот за градоначалник Николчо Илиев, при што се осврна на состојбите во образованието, а ги повика граѓаните да гласаат слободно по свој избор. Ние нудиме визија за нашата заедничка иднина на Кочани. Наместо долгови на училиштата, време е за квалитетно образование. Време е за квалитетно образование, време е да инвестираме во квалитетна инфраструктура. Наместо јадници евра за непродуктивни трошоци, да инвестираме во иднината на нашите млади, во културата, во спортот. Затоа ве повикуваме масовно да излезете и да гласате за подобар живот. Не си го подценувајте значењето како гласач. Не се плашете од закани и уцени. Ништо не ви можат. И имаме историска шанса да гласаме слободно на фер и демократски избори. Паметно, со пенкало, да им кажеме збогум на дискриминацијата и на заканите. На крајот од обраќањето до јавноста, Илиев додаде дека време е за промени во позитивен правец, зашто граѓаните со давањето на довербата за него и на советничката листа од коалицијата на СДСМ
ќе обезбедат реализација на проектите во наредниот 4-годишен мандат. Граѓаните знаат да препознаат кој работи и реализира проекти, рече на митингот во Зрновци кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Блаже Станков. На средбата присуствуваше и генералниот секретар на партијата Христијан Мицкоски. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски оствари состаноци со партиското членство и жителите на Виница и Зрновци. Пред присутните на митингот во Зрновци зборуваше кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Блаже Станков, кој најави нови туристички содржини по течението на река Зрновка, како услов за развој на руралниот и планинскиот туризам, промена на секундарната водоводна мрежа во Зрновци, како и нови проекти за селата Видовиште и Мородвис. Реализираните проекти во изминатите години, преку вложување во инфраструктурата, изградбата на преку 30 улици, 4 локални патишта, 2 полски патишта, регионалниот пат Видовиште Теранци, 2 новоизградени фекални канализации во Мородвис и Видовиште, новите паркови, спортските терени, забавните паркови за немладици, площадите, регулации во редување на речните корита на Зрновка, Морошка и Видовишка река, ново изградените цркви во Мородвис и Видовиште, детската градина, реконструкција на општинската зграда, етнокуќата во село Мородвис, изградбата на регионалниот етнопарк и многуте други реализирани проекти, верувам дека ќе ве насочат да го најдете одговорот при носење на одлуката при изборот на кандидат за градоначалник и понудената листа на кандидати за Совет на општина Зрновци. На крајот од говорот Станков ги повика граѓаните на 15 октомври да гласаат и да заокружат број 13, да гласаат за кандидатот за градоначалник Блаже Станков и за понудениот состав на советничката група од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Предизборен собир со жителите на Спанчево имаше кандидатот за градоначалник на општина Чешиново Облешево Горанчо Крстев. На собирот беа представени проектите од предизборната програма, што според него се најважни за подобар живот на сите граѓани. Во изминатите години општина Чешиново Облешево немаше никаков развој, ниту вложување во важни инфраструктурни објекти. Мора да се обезбеди чиста вода за пиење, да се изгради фекална канализација и добри патишта за граѓаните да не газат во кал. Мора да се изгради општина каква што доликува во 21. век. Беше речено на предизборниот собир што се одржа во Спанчево, а на кој беше презентирана предизборната програма на кандидатот за градоначалник Горанчо Крстев, предложен од коалицијата на СДСМ. Во обраќањето пред присутните, тој истакна дека време е сите населени места во општината да добијат еднакви услови, а најважно од се да се обезбеди водоснабдувањето. Во нашата општина немаме основни услови за живот, а тоа е немаме вода, немаме канализација, немаме инфраструктура, немаме ништо. Кога дојде до водата, ќе ви кажам јавно и пред вас сите, дека ние од село Спанчево, водата ни ја зема, општината ни ја зема, место да донесе, да ја модернизира, само ги земаа парите. Преку 100.000 евра ни земаа пари од народот, а не вратија ни 1 евро у нашето село. Додека нашите луѓе и деца пијат вода загадена од цевки пред 50 години, што ги ставиле нашите стари дедоци, прадедоци и татковци. Затоа ќе се бориме до крај за секое село, за секој граѓанин да има чиста вода за пиење. На собирот во Спанчево зборуваше и подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски, кој рече дека продолжува реализацијата на проектите за да има задоволни и заштитени работници, проекти со кои ќе се обезбеди поддршка во земјоделството, а инфраструктурата ќе се гради плански. Според него, немало важни и неважни или големи и мали општини, туку единствена заложба мора да биде на сите граѓани да им се понудат еднакви услови за живот. Виница доби нов храм посветен на светиот апостол и евангелист Лука.
Во саботата беше осветен од страна на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, владиците Агат Ангел и Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Со сите црковни почести, викендов се изврши осветување на храмот Свети Лука во Виница, инаку прв на истокот кој го носи името на светиот евангелист Лука. Чинот на осветувањето го извршија неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агат Ангел и надлежниот митрополит Брегалнички, неговото високо преосвештенство господин Иларион, во сослужение на свештеници од Брегалничката епархија. Еве собрани денес за да го осветиме храмов посветен на светиот апостол и евангелист Лука и да принесеме благодарствен принос во него, да си спомнеме за овие Павлови зборови, да помниме дека поради благодата која ни е дарена преку пребивањето на Светиот Дух во нас, сите сме повикани непрестајно да учествуваме во воскресенската радост и никогаш да не престанеме да бидеме храмови Божји. Впрочем, смислата на градењето на храмовите е токму исконскиот порив внатре во зидините на храмот, сите заедно, соборно и во едномислие да го остваруваме заедништвото со Бога. Храмот Свети Лука започна да се гради во октомври 2011 година и за 6 години со донации од верниците и со голема подршка од Горан Ангелов беше комплетно уреден, а во знак на благодарност Светиот архиерейски синод Ангелов го одликуваше со златен Свети Климентов орден од прв ред. Надлежниот митрополит Брегалнички Иларион го одликуваше протоерей Ставрофорот Бранко Богданов и на старешина на храмот со златен орден со ликот на Свети Николај Мериклијски чудотворец и на сите помагачи и дарители им додели благодарници. Градежните работи ги изврши фирмата Дама 2 и тајфата македонски мајстори од село Шулин, Пустец, Мала Преспа. Фреско живописот го насликаа зографи од Јагодина, Република Србија. Иконите на иконостасот се изработени од сестринството при манастирот Свети Леонтин од Водоча. Песната од утро до вечер на Зоран Илиев и Анабела Атијас победи на 32-то издание на Макфест. Второ место освои композицијата Дождови од Мартинијан Кириловски, додека трето пласирана беше Антонија Гиговска со композицијата Погледнима. Штипјанецот Зоран Илиев во Домот на културата Ацо Шопов во Штип по втор пат во рацете ја држеше победничката статуетка на 32-то издание на Макфест. Тој пееше во дует со Анабела Атијас, со која ја изведе песната Од утро до вечер во придружба на група танчери. Добиените 5000 евра тој ќе ги подели и со Стојанче Аврамов, кој ги напиша музиката и текстот, а аранжманов е на Зоран Алексик. Малку е да речам дека сум задоволна, јас на вистина не очекував победа. Бев среќна дека ќе учествувам на Макфест. Во мојата кариера ова е прв пат да земам прво место и замислете, токму во Македонија и на Макфест. Ви благодарам од срце. Фала на сите што гласувате за нас, од срце фала за се. Ово ми е втор пат победувам на Макфест. Се надам да ќе учествуваме и понатаму. Не е битно дали ќе земеме награда или не. Битно е да остане песната да биде слушана. Може да очекувате уште еден дует. Тоа баш сме изборувале со неа да направиме уште еден дует, да имаме веќе со нашите композитори истите автори од оваа песна, да направиме уште една соработка. Тие инсистираа на тоа, секако ние со задоволство ќе прифатиме да испееме уште една нивна песна. Второ пласиран е Мартинијан Кириловски, кому му припаднаа и 4000 евра. Тој доста емотивно ја донесе баладата Дождови на авторскиот тим Магдалена Божиновска Стојанова и Елизабета Кралевски. Пред се да ви благодарам на сите што го гласа за мене, што ја својата поддршка не себично дадоа. Јас сум задоволен од самиот себе, секогаш може нели подобро и ви ветувам дека нареден пат ќе бидам прво место.
Третата награда и 3000 евра, исто како и минатата година, ја освои младата и талентирана пејачка Антонија Гиговска со песната "Погледни ме" на авторите Кире Костов, музика и аранжман, и Миодрек Врчаковски кој го напиша текстот. Да, задоволна сум многу, задоволна сум и од како настапив, како ја представив мојата песна. Исто така сум задоволна од мојот композитор по втор пат, Кире Костов и Миодрек Врчаковски кои беа задолжени за музиката и текстот. И премногу сум задоволна, многу убави коментари добив, како за песната, така и за настапот и пресрекна сум повторно. Наградата за најдобар стајлинг отиде во рацете на гостинката од Бугарија Марина Иванова. За најдобри дебитанти беа прогласени трите цветни девојки од групата Chicks. Награда за најдобар аранжман доби композицијата The Length of My Song во изведба на представничката на Финска Сонја Бишоп. Награда за најдобар сценски настап доби Само Тони и две жени со песната Луда мала. Ревијален настап имаше минатогодишната победничка Александра Јанева. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одиграа правенствата во првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. Осогово загуби на гостувањето во Валандово против Победа, а женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ја совлада последно пласираната екипа на Каменица Саса. Во неделата се одиграа надпреварите од седмото коло во правенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово беа поразени со 3:0 на гостувањето во Валандово против Победа. Со тоа, жолто-сините веќе трет надпревар поред се без ефектива на своето бодовно салдо, иако играа против екипите од дното на табелата. Високата победа на Валандовчани против нашиот второлигаш можеби не е вистински одраз на силите на теренот, со оглед што гостите од Кочани имале неколку шанси за погодок што не ги искористиле, но сепак на крајот со наведнати глави го напуштиле теренот. Единствено оправдување за поразот до некаде може да биде отсуството на неколку стандардни играчи, но сепак примените 3 гола сериозно го оддалечуваат клубот од посакуваната цел да се одржува во средината на табелата. Во моментот Осогово и понатаму го задржува седмото место со 7 освоени бода, но доправа предстои тешка задача затоа што во наредните кола противници ќе бидат екипи кои се во горниот дел. В сабота на стадионот Никола Мантов ќе гостува Борец 1919 од Велес, кој има 3 бода повеќе и е едно место погоре од Кочанскиот второлигаш. По двонеделна пауза поради обврските на младата репрезентација, викендов продолжи и правенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Во саботата се одигра четвртото коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на средбата со Каменица Саса и славеше висока победа од 7:0. Со тоа, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски стигнаа до првите 3 бода во ова правенство, иако со тоа не дојде до поместување во редоследот на табелата. Нашиот женски прволигаш сега е во друштво на уште 3 екипи со ист број бодови, но поради лошата гол разлика останува на 10-та позиција од вкупно 12 екипи. Следниот викенд повторно ќе има пауза во првенството, а петтото коло ќе се игра на 29 октомври, кога ЖФК Кочани ќе гостува во Куманово против тимот на Речица.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.